Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Деменцијата не ги брише само спомените. Ја менува личноста, семејството, целиот живот. Познато ли е што ја предизвикува? Може ли да се спречи и што ни откриваат приказните со деменција на познатите личности како Брус Вилис или Робин Вилијамс? Може ли науката денес да ја открие деменцијата години пред да се појават првите симптоми? Има ли новини во третманот? За сето ова денеска разговараме со доцент доктор Габриела Новотни, специјалист по неврологија. Разговорот следува веднаш по блокот реклами. Што се треба да знаеме за деменцијата? Во денешната Телма амбуланта ќе ни објасни доцент доктор Габриела Новотни, специјалист по неврологија од Универзитетската клиника за неврологија. Докторке, добар ден, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, добро ве најдов, Марија. Што е тоа деменција? Дали е болест сама по себе или пак е симптом на повеќе состојби во организмот? Ова е прашањето со кое што скоро секогаш ги почнуваме дискусиите за деменција. Деменција, велиме, е синдром. Тоа значи дека овој термин не ни кажува дека се работи за една конкретна болест или вака за да појаснам, тоа како да кажат имам главоболка. Таа главоболка може да биде од мигрена, може да биде, не дај Боже, мозочно крварење во основа на причината за главоболката, па така и кај деменцијата. Тоа само значи дека когнитивните функции, највисоко развиени функции на мозокот, како што е помнењето, говорот, размислувањето, донесувањето одлуки, планирање и однесување се засигнати до степен да го отежнуваат секојдневното функционирање. Што значи веќе клинички имаме манифестација на болест, а која е причината за да се појави ваков збир на симптоми и знаци, тука е нашата улога да ги разликуваме типовите на деменција. Затоа што е најчеста во основа на деменциите како причина Алцхаймеровата болест, многу често ги користиме како синоними, но во 21. век веќе со употребата на биомаркери и прецизната дијагноза разликуваме повеќе видови на деменција. Колку често се јавува деменцијата? Дали е точно дека се почесто страдаат луѓето од овој проблем и дали понатаму се засегнати само постарите или пак помладата популација може да страда од деменција? Да, нештата се менуваат. Знаете, кога јас учев и како студент по медицина, па и кога специјализирав неврологија, така сметавме дека деменцијата е болест на многу возрастната популација, дека се ретки, но се почесто и не попусто ја нарекуваат епидемија на 21. век. Малку овој термин е туѓ за заболување кое нема инфективна причина, меѓутоа тоа е така затоа што ги исполнува сите критериуми за епидемија: брзиот пораст на бројот на заболени, широката распространетост. Делумно тоа се должи на продолжување на животниот век. Знаете, во минатото, кога не постоеле антибиотици, многу бил скратен животниот век, веќе медицината пронајде лекови за многу други заболувања и навистина возраст е еден од главните ризик фактори за да се појават овие болести кои што во основа имаат невродегенерација, значи невродегенеративните заболувања да се јавуваат кај повозрастната популација, но за жал и бројките кај нас и во светот некако го префрлаат фокусот на тоа дека и помлади лица може да заболат од деменција, што значи тука возраста како фактор не е самата по себе причина, туку треба да ги бараме причините во опкружувањето, во средината во која што живееме, во стилот на живење, што пак сега отвора нови можности. Ќе ги продискутираме сите тие ризик фактори. Деменцијата не ги заобиколува непознатите. Цела листа има на светски познати личности низ историјата што страдале од деменција. Тука си холивудските актери, и ве знаеме дека Брус Вилис, познатиот актер Брус Вилис, се повлече од филмската индустрија во последните години токму поради деменција. Проблемот му започна со афазија, односно имаше проблем со говорот, но подоцна се потврди дека страда од деменција. Каква? Фронтотемпорална деменција, сега знаеме, на почетокот првата година од како се појавија симптомите во јавноста, токму тој термин беше употребен, афазија, што значи потешкоти со говорот, и тоа е една од карактеристиките на фронтотемпоралната деменција. И сега ние многу често зборуваме за Алцхаймерова, за фронтотемпорална помалку зборуваме затоа што е таа поретка. Јас пред да ви одговорам на прашањето за Брус Вилис, кога ме прашавте за бројките, навистина се почесто
често заболуваат лица од деменција и тие бројки растат. Кога реков епидемија, некаде се очекува до 2050 година актуелниот број од околу 50 на милиони кои што живеат во светот со деменција да се триплира, значи некаде до 140-150 милиони да заболат. И не е изненадувачки кога имаме таков замав или велиме дека секоја трета секунда има по еден новозаболен во светот, да, ете меѓу познатите личности во филмската индустрија, во науката, во уметноста, некој заболи, никој не е поштеден од овие заболувања за жал. И токму овој пример на Брус Вилис и отвореноста на неговото семејство така јавно да споделува за неговата состојба и емпатијата и грижата со која и љубовта со која тие го обкружуваат, доведува до тоа јавноста да се запознае со една поретка форма на деменција, фронтотемпоралната деменција. На неа отпаѓаат некаде 5 до 10% од сите деменции, значи поретко ја гледаме, меѓутоа она што е потажно би рекла дека се јавува кај помладите. Значи возраста на јавување за фронтотемпоралната деменција е 45 до 65 години. Има повеќе симптоми по кои што таа се разликува од алцхаймеровата деменција. Кога алцхаймеровата зборуваме дека заборавањето, скоришната меморија е она што прва страда или дезориентација во време и простор. И фронтотемпоралната деменција, која што го носи името затоа што точно предните и челните и темпоралните делови од мозокот страдаат, тие се одговорни освен за говорот и за онаа цензура во нашето однесување. Значи, фронталниот лобус е можеби делот и особено префронталниот дел од мозокот кој што не разликува од животните. Значи, она што ние го мислиме и чувствуваме не секогаш јавно го споделуваме. Кај лицата кои што страдаат од овој тип на деменција се губи таа фина цензура и буквално се што мислат или се што посакуваат тие тоа го прават. И е многу би рекла социјално непријатна и неприфатена како форма на деменција и носи срам и загриженост кај семејствата, кај блиските на лицата со овој тип на деменција. Постојат 3 вида, подвида на фронтотемпорална деменција, кај Брус Вилис предпоставувам, затоа што јас не сум учествувала ниту во поставување на дијагнозата, но она што може да го дознаеме, од споделените информации, веројатно почнала варијантата која што на почеток дава потешкоти со говорот и таа се вика примерна прогресивна афазија, затоа и првото и термин беше употребен, меѓутоа како напредува процесот на изумирање на нервните клетки, освен што се гаси говорната функција, не може повеќе ништо да искаже, страдаат и другите многу битни функции на фронталниот лобус, како што се донесување одлуки, размислување, расудување и јасно како и секоја деменција, затоа и се сите ставени во истиот тој синдром, има помош од семејството за извршување на секојдневните активности. Една друга многу почеста форма е онаа која што ја нарекуваме бихевиорална варијанта и самото име кажува дека тука има проблеми со однесувањето. Тоа значи дека може несоодветно да се однесуваме например во ситуација каде што треба да тагуваме, не тај Боже, еве како што се погреби или некои поспецифични ситуации, ние кажуваме шега која не е соодветна за ситуацијата или несоодветно се смееме или лесно се расплакуваме во ситуации кога нема причина за тоа и буквално недостаток на цензура во било кое однесување, од начин на облекување до извршување на одредени физиолошки потреби таму каде што не треба или не е соодветно место. И еден можеби знак по кој што се разликува од другите типови на деменција е прекумерно јадење или отворање на апетит за сладки. Па така, например, нема контрола. Ако имаме 10 банани на масата, пациентот, лицето кое што има фронтотемпорална деменција, ќе ги изеде сите 10, без при тоа да има потреба колку е тоа доволно и колку е дозволено или да ставаат предмети кои воопшто не се за јадење, како што е камен, некои имаат потешкоти со поголем вниз на алкохол. Се јавува едно, навидум вака, би рекла, интересно како забележување за научниците, кога го забележале, утилизационо однесување. Ако јас моето чеканче за невролошки преглед го оставам на маса, пациентот може да го земе и сам да се прегледува, буквално имитира или ги користи предметите кои што се тука ставени. Ако има стетоскоп на масата, може да земе да ги прегледува другите пациенти или самиот да се прегледува. Значи, комплетна
промена на личноста. Токму тоа, Марија, како заклучок, овој тип на деменција буквално прави промена на личност. И многу често, кога доаѓаат семејствата, велат, ама не е тоа сопругот за кој јас се омажив, сосема е различен. Тој беше мирен, тивок, сталожен, сега не можам да го препознам. Нешто друго што кажуваат е дека се губи емпатијата. Знаете, имав пациентка која за жал страдаше од фронтотемпорална деменција и кирката беше вознемирена и вели, јас не можам да ја препознам мојата мајка и кажувам за моите проблеми, за моите потешкоти, а таа толку рамнодушно ме гледа како ништо да не чувствува. Тоа е можеби нешто што вака би го пратила како порака доколку забележат семејствата на пациентите промени во однесување, дека личноста станува поинаква од онаква каква што ја знаат претходно, дека можеби се работи и јасно тоа добива интензитет да се нарушува секојдневното функционирање. Токму заради возраста, кога се во тоа се лица кои што се уште одат на работното место, па стануваат неодговорни, не ги извршуваат работите, едноставно се јавуваат дисфункции во секојдневието и тогаш бараат помош и многу често на почеток се обраќаат кај психијатар, затоа што овие симптоми и знаци кои што ги наведов, ние со психијатрите го делиме истиот орган, меѓутоа кога доаѓа до прецизна диагноза и потреба да се вклучат биомаркери и диференцирање на типовите на деменција, секако и невролозите влегуваат во целиот диагностички протокол. Значи, не секогаш главниот симптом е губење на меморијата, односно заборавеност. Не, тоа е Алцхајмеровата деменција, за која многу почесто зборуваме, но знаете, кога во семејството имаат член со ова заболување, за нив тоа е деменцијата. Без разлика што се поретки не се толку ретки, особено затоа што фронтотемпоралната деменција се јавува кај помлади лица, се уште работоспособни, тие бараат често помош и често се случува да е непрепознаена, зашто треба да зборуваме, да ја подигнеме јавната свест и професионалната свест и со цел да им помогнеме. Исто така, холивудскиот актер Робин Вилијамс, познат по својата харизма и хумор, во последните години од животот страдал од деменција. Беше познато дека има депресија. Така. Но потоа се утврди дека имал и деменција. Сега тој каква форма на деменција? Знаете, депресијата и деменцијата одат рака под рака. Ние честопати на стручни средби дискутираме како да ги разликуваме. Има депресија како ризик фактор за деменција, значи доколку се јави во средното животно доба. Има депресија која што се јавува скоро истовремено со деменцијата, кога лицето се уште има увид и критичност дека не успева да ги заврши активностите онака како што претходно успевал, забележува дека се случуваат некои промени и дека се менува, не е истата личност, не стигнува навреме да ги запази роковите на работно место и тогаш се јавува депресија. Меѓутоа, доколку не се препознае, може да изостане соодветен третман на едното или другото. Кај Робин Вилијамс, за жал, многу доцна се дозна после неговата смрт, после обдукција, со анализа на мозочното ткиво и се откри дека боледувал од деменција со левиеви телца. Исто деменција за која малку сме зборувале, барем вака во јавноста, но со оглед на тоа дека се повеќе пациенти и јас гледам и колегите, ја ставаме таа диагноза, убаво и ви благодарам за овие прашања, да поразговараме и за тоа дека не секоја деменција е Алцхајмерова. Деменцијата со левиеви телца исто знае да биде непрепознаена и малку зачудувачки за нас, за холивудска звезда која верувам дека ја прегледале врвни невролози и психијатри, не секогаш е лесно да се постави диагнозата, тоа зборува дека некогаш ни е потребно повеќе време. За жал, Робин Вилијамс го загубивме поради самоубиство, што морам да кажам не е вообичаено и не се случува често кај деменциите. Меѓутоа, овој тип на деменција има една посебна карактеристика што не се јавува кај другите деменции, а тоа се многу живи визуелни халуцинации. Значи, тоа се халуцинации кои за разлика од халуцинациите кои што се јавуваат кај психијатриските заболувања и најчесто се аудитивни, значи слушаат гласови, нешто што го врзуваме за шизофренија. Тука лицата гледаат инсекти, гледаат силуети, гледаат дечиња околу нив, најчесто во вечерните часови. Тие се многу јасни и живи
визуелни халуцинации, за кои што на почетокот на болеста се сосема свесни дека не се реални, дека не постојат тука во собата. Меѓутоа, како напредува болеста, тие стануваат се почести и се губи она тенка граница кога ја имаат сочувано свесноста и критичноста дека не се реални, па почнуваат да ги бркаат дечињата кои што постојано им зборуваат или имаат чувство на туѓо присуство во домот, па постојано треба да се свртат позади рамото да проверат дали има некој дома или гледаат силуети на сенки кои што стојат, што на вистина еве сега ако се обидеме од емпатиски аспект да се ставиме во нивната кожа, веројатно е непријатно да живеете со такви измачувачки халуцинации на вистина, да, буквално како приказни од некои хорор филмови. Се јавува еден друг феномен, скоро кај, можеби најчесто кај овој тип на деменција, кога сметаат дека нивниот близок е заменет со друго лице, а изгледа исто, пример, како неговата сопруга. И вели, ти не си мојата сопруга, знам дека изгледаш исто, меѓутоа ти си друга личност. И тоа исто носи веројатно страв и нелагодност. Значи, овој тип на деменција е многу често непрепозна, затоа што има карактеристики и кои наликуваат како Алцхајмерова деменција, има дел од симптомите и знаците кои што ги има Паркинсоновата деменција. Никаде на средина од спектарот, меѓутоа овие живи визуелни халуцинации се една карактеристика по која може да ја разликуваме. И уште нешто, зборување, викање во сонот, мафтање, па често сопружниците, партнерите ќе кажат, не можам да спијам затоа што многу често навечер во сон зборува и ме удира. Тоа е едно посебно нарушување на спиењето кое што е карактеристично за овој тип на деменција. Сега гледаме од првото прашање дали деменцијата е една болест, гледаме колку има различен спектар и на симптоми, знаци и причини во основата на различните типови на деменција, се разликуваат и по различните протеини кои се таложат во мозокот. Ќе се задржиме уште малку на холивудските актери. Шон Конери, првиот Джеймс Бонд. Да. Исто така страдал од деменција. Страдал од Алцхајмеров тип на деменција. Да, имаме тројца глумци кои што имаат различна форма на деменција. Представници, да кажам, и доброто е што излегуваат нивните семејства во јавност, затоа што треба да сме свесни дека 1/3 од семејствата широм светот, не зборувам за нашата средина, кај нас има впечаток дека тоа е уште почесто се срамат од тоа дека нивните блиски имаат деменција и лицата со деменција, па и целите семејства кои што се грижат за нив остануваат дома, јас велам зад заклучени врати со своите маки, со своите потреби, меѓутоа едноставно заради тој срам и стигма кој што овие заболувања ги носат, не се решаваат да излезат во јавноста. Тоа излегување во јавноста го подразбирам и буквално, да ги однесат на концерт, на театарска представа, да излезат заедно на вечера, но и да излезат со барања за нивните потреби. За многу други заболувања се погласни семејствата за нивните потреби. Ако земеме дека ние добивме застрашувачки податок од една студија која што минатата година ја направивме, дека 87% од негувателите, тоа се или сопружници или возрастни деца, страдаат од депресија. Значи самите семејства, членовите на најблиското семејство. И тоа е сосема разбирливо. Прво се соочувате со тага и болка да го гледате вашиот сакан кој не препознава дека сте вие неговата ќерка или син или сопружник. Грижата која што не е еден ден, не е една недела, таа трае со години и е постојана. Многу често оние бихевиорални симптоми на деменцијата, промени во однесување, на агресивност, вознемиреност, несоница се јавуваат во вечерните часови. Еве, и вие и јас денеска треба да бидеме на работните места, да одговориме на сите потреби кои што денот од нас ги бари, и ако ни е лош сонот, само една вечер веројатно ќе почувствуваме замор. А ако тоа трае со недели, месеци и години, тогаш сосема е јасно зошто во таа борба да се справат со сите предизвици кои што болеста ги носи, а при тоа се многу осамени на тој пат, ние нудиме помош преку совети, меѓутоа потребна е организирана социјална и здравствена помош во сите фази на болеста. Семејствата страдаат и патат од депресија и при тоа
кријат и тешко е да ја споделат таа мака. Знаете, еден од начините како да си ја олесниме маката е да си ја кажеме маката, да поразговараме за неа. Но тука постои оној срам и стигма како дебела сенка околу сите типови на деменција за која малку зборуваат семејствата и верувам дека и вакви емисии и различни организирани настани, кампањи во кои што гласно зборуваме дека тоа не треба да е така и треба да се промени. Јас мислам, имам впечаток дека полека се менува, ќе помогне да побараат помош, да живеат поквалитетно и семејствата и лицата со деменција. Кога правите некакви кампањи, настани, доаѓаат семејствата или не? Дел доаѓаат, дел не, меѓутоа јас сум среќна затоа што ако направам споредба со првото мемори кафе кое го организиравме пред пандемијата, никако пандемијата ја земаме веќе како временска точка преди путо. Знаете, ми се случуваше да ме прашаат дали мора да дојдем. Значи, напротив, не дека мора, ние сметавме дека е тоа многу убаво, таа социјална интеграција која ни е така, како да кажам, поладно звучи, подразбира да лицата не се дома под клуч, туку имаат право да се дружат, да се смеат, да слушаат музика, да разговараат, да бидат во убав простор, да прошетаат по улица Македонија, да седнат во ресторан, а не да седат дома затворени, изолирани, на тој начин само се продлабочува и се забрзува когнитивното пропаѓање. Затоа што деменцијата, најчесто Алцхаймеровата, ги краде спомените и меморијата, меѓутоа емоциите се зачувани. Лицето со деменција ќе заборави ако го скарате и ако му викнете, меѓутоа чувството, нелагодноста ќе остане и нема да се сети што бил поводот и причината и содржината на разговорот, но емоциите остануваат. Исто важи и за пријатните емоции. Па така, ако се расположени и среќни, а имаат право за тоа, може да добијат години на квалитетен живот без разлика што забораваат и ќе препрашуваат и ќе користат потсетници. И токму тоа е еден од апелите и зошто ние се обидуваме да ги организираме тие мемори кафе. Не можам да кажам дека е толку често колку што посакуваме, сите тоа е на волонтерска основа, но ќе се обидаме и да станат барем еднаш месечно во секоја општина. Ако мене ме прашате, имаме луѓе, социјални работници, психолози, логопеди, значи ги имаме стручните лица кои што би можеле да им помогнат и да внесат квалитет во живот на цели семејства во Македонија. Тоа се 24.000 семејства, значи зборуваме за огромна бројка на семејства кои се справуваат. И затоа не сакам таа бројка да ја кажувам дека се само лицата со деменција, туку буквално целото семејство инволвирано во оваа болест, многу може да им се олесни живењето и да се подобри квалитетот на живот, само доколку имаме систематски организирана постдиагностичка грижа. А за тоа треба желба и волја. Јас знам дека Македонија не е богата земја и не може да се мериме можеби со Швајцарија, но за ова треба само разбирање, емпатија и добра волја да се сменат нештата. Имаме многу невработени лица кои што би можеле да се чувствуваат многу исполнети и да се пронајдат во овој тип на работа. А докторке, кога споминавте дека има најразлични ризик фактори кои што би можеле да доведат до еден ваков проблем, односно до појава на деменција, што е на првото место? Дали може би генетиката? Хронични болести, знаеме дека денеска има многу и се силно распространети како што шеќерна болест или пак покачен крвен притисок, стресот, еве набројувам некои од животниот стил, што е клучно, има ли нешто што е издвоено? Како посебно ризично? 14 се така наречени модифицирачки ризик фактори, што значи дека се фактори на кои можеме да влијаеме. На возраста за жал не можеме да влијаеме, на генетиката не можеме да влијаеме, така сме се родиле. Но доброто во целата оваа приказна е дека генетиката многу малку влијае. Ако мислите на оние генетски форми на деменција, каде што доколку родителот има, иако е таа наследна генетска форма на деменција, 3 гени се тука инволвирани, ризикот детето да заболи е 50%, значи 50% е веројатноста да го добие генот од родителот, таа е многу ретка. 1 до 2% од
вкупниот број на заболени со Алцхаймерова деменција. Што значи дека ако зборуваме за таква генетика, многу малку. Ако зборуваме за генетска предиспозиција, тука веќе има еден ген, се вика ApoE, и доколку имаме една копија од Епсилон 4 алелот, ризикот е 4 пати поголем во однос на општата популација. Ако се двете копии, тука е поголем ризикот, 12 до 14 пати, но тоа не е гаранција дека болеста ќе ја добиеме. И тоа сега отвора еден простор за превенција. И многу би било убаво доколку во земјата имаме превентивна стратегија, затоа што студиите велат дека 45% од сите деменции би можеле да ги превенираме доколку влијаеме на овие 14 модифицирачки ризик фактори. Тоа преведено, ако ја земеме онаа бројка од 140 милиони, кои што ги очекуваме до 2050 година, се 60 милиони. Значи, огромни бројки тука. Ние сме мали, не цели 2 милиони во земјава, но и како може да влијаеме, а тука што влегува? Едукација. И тоа рана стимулација, за да мозокот создаде когнитивна резерва. Да се контролираат маснотиите во крвта, високиот крвен притисок. Значи, сите васкуларни ризик фактори. Социјализацијата, знаете, осаминоста, јас имам впечаток, а верувам и од она што дознавам од семејствата на пациентите, многу од нашите повозрасни, кога ќе кажам повозрасни, не мислам на 90 години, мислам на сите пензионери, а тоа се 62-64 години, се многу осамени, изолирани и затворени. Социјализацијата е еден од протективните фактори. Физичката активност. Исто така е нешто што загрижува, спаѓа во овие 14 ризик фактори, аерозагатувањето. А кај нас сите сме свесни колку е тоа изразено. Ние сме во првите повремено на оние топ листи, во првите 10, да, сме били на прво место. Некогаш сме на врвот. Да, некогаш за жал и на врвот, и веќе излезе студија, мислам дека тоа беше сега во септември, баш во месецот кога зборувавме за Алцхаймеровата деменција, дека PM2,5 частичките од воздухот директно се поврзани со развој и со потенцирање на патологијата во мозокот. Оној амилоид бета кој што се таложи во мозокот, многу повеќе се таложи и забрзано токму заради овие PM2,5 частички, и побрз е когнитивниот пат. Има уште нешто за кое во науката се повеќе се зборува, за забрзаното старење на мозоците. Кога ме прашавте дали е возрастна повозрастната популација, па реков дека веќе и кај нас имаме се помлади пациенти, а при тоа не е генетска форма на болеста. Никако во изминатите години, кога ќе видов пациент на 50 години, веднаш праќавме за генетско тестирање, се сомневавме дека е генетска варијанта. Многу од тие тестови стигнаа негативни, што значи дека мора причините да ги бараме во овие модифицирачки фактори, и се повеќе се зборува за забрзаното старење на мозоците, односно може да имам 45 години, ама мозокот мој да има 55 години. Што значи не соодветствува возраста на мозокот со биолошката или хронолошката возраст. Така, велате дека пандемијата забрзано ни го остара мозокот, има некои такви студии на сите. Имаше, многу беше актуелно тоа во тек на ковид пандемијата, подготвувавме предавања, на сите конференции се дискутираше дали вирусот SARS-CoV-2 директно може да предизвика промени во мозокот и да го зголеми ризикот за невродегенеративни заболувања. Поделени беа мислењата, има логична научна основа тоа да го очекуваме, но остана да лебди заклучокот дека ќе бидат потребни години, сигурно во следните 10 години, да видиме што ќе покажат епидемиолошките податоци, но едно е сигурно, усаменоста, изолираноста која што пандемијата ја донесе, секако ќе остави траг. Отсуство на социјални интеракции во тој период. Апсолутно, сите бевме затворени со блиските, нашите повозрастни, од страв да ни ги заразиме, затоа што младите одеа на работа, децата на почеток не одеа на училишта, потоа се вратија во училишните клупи, меѓутоа останаа сами, недоволно со своите блиски, кои што им го разубавуваа денот. И јас се сеќавам и мојата свикрва ќе се јавев на телефон да ја слушнам и викам да не ти е засипнат гласот, во смисол да не е на стината. И вели не сум прозборела со никого цел ден. И
тоа е навистина поразително, а осаменоста не само што е ризик, таа социјална изолација за деменција, за 45% го зголемува ризикот од прирана смрт. И на тоа мислам дека како општество секако можеме да работиме. Генетиката не можеме да ја смениме, возраста не дај Боже да е таа што подолга, со тоа се зголемува ризикот за деменција, меѓутоа на сите други ризик фактори и како можеме и мораме да делуваме за да превенираме да растат бројките со деменција. Ќе им дадеме простори на гледачите да се вклучат во денешната Тилма амбуланта со прашања, почитувани емисијата е контактна. Се зборува за одредени тестови преку крв, кои што би можеле 10 до 15 години пред појавата на првите симптоми на Алцхаймеровата болест да покажат, да дадат некакви насоки дека нешто се случува во телото. Колку сме далеко од реалноста за едни такви тестови во секојдневието? Сметате ли дека би можеле да се користат во практиката секојдневно и имало ли некаков ефект? Кога се уште не постои никаков лек? Секако, Марија. Нештата драматично се сменија последниве години. Пак ќе речам, пред пандемијата зборувавме дека во 2025 година ќе го имаме лекот за Алцхаймерова болест. Се уште го немаме лекот кој што ја излекува, меѓутоа одобрени се 2 моноклонални антитела и тоа во Европската унија се одобрени, значи во Европа Европската медицинска агенција даде дозвола. Треба да видиме што тоа значи за Македонија, која не е членка од Европската унија, но јас секогаш велам не можеме да ги делиме пациентите и целите семејства кои што се соочуваат со болеста на тоа дали живеат во земја која што е членка или не, терапијата мора да е достапна. Но и овој лек, без разлика што го ги чисти тие амилоидни плаки во мозокот. Значи наслаги од протеини во мозокот. Протеин, да, тоа е исталожен протеин кој што едноставно ја сменил својата форма и сега не може да биде отстранет како природниот протеин и се таложи буквално како отпадок и ги загушува нервните клетки и едноставно изумираат. Значи, овој лек ги чисти овие плаки во мозокот, меѓутоа болеста тивко продолжува да напредува. И сега тоа се прашања за невронауката, зошто и како, но факт е дека некаде околу 30% го успорува напредокот на болест. И сега тоа на 10 години се плюс 3 години живот или плюс 3 години во ран стадиум на болеста, што и такако има влијание на квалитетот на живот. Не може тоа да го негираме. Што се однесува до тоа кога треба да се даде овој лек и затоа е многу битно да зборуваме. Лекот е ефикасен само во многу раните стадиуми на болеста, значи дури кога ќе се појават првите симптоми на подзаборавање, на временска дезориентација, тогаш треба да се постави диагнозата и да биде прецизно поставена, а тоа се биомаркерите за кои што вие спомнавте. Ние сме подготвени во Македонија, работиме ликворни биомаркери, што значи земаме течност која циркулира низ мозокот со инвазивна процедура, лумбална пункција и тука ги докажуваме биомаркерите. Меѓутоа, веќе во Соединетите Американски држави одобрени се и секој момент ќе почнат да се користат широко крвните биомаркери, што е многу поедноставно, јасно, затоа што лумбалната пункција не секој ја прифаќа и никој нема да дојде да провери дали ја има болеста во мозокот со лумбална пункција. Да. Јас многу често ја користам таа аналогија со санта лед. Болеста да се развива во мозокот 10, 15, 20 години пред да се јават првите симптоми. И тоа е огромен временски прозорец за модификација на текот на болеста. Значи, јас можеби имам исталожен амилоид во мозокот, можеби нередовното спиење, нарушувањето на сонот исто така е ризик фактор, не го споминавме, но е ризик фактор кој што влијае на зголеменото ложење на амилоидот, но нема да ми пречи ако имам амилоид во мозокот доколку не развијам деменција. И ние може да го продолжиме тој период на живот со промени во мозокот или да дадеме лек за да се исчистат кога ќе дојде време, кога ќе се јават првите симптоми, но ако знаеме навреме. И уште нешто, веќе се покажа, тоа е неодамна објавена студија, дека со интензивна модификација на животниот стил, промени на начин на исхрана, редовна физичка активност, добар сон и текако се намалува патологијата во мозокот токму преку тие крвни биомаркери, така беа мерени. Значи, сите овие нефармаколошки интервенции влијаат на тоа како ќе се
таложат протеините во мозокот и имало и клиничко подобрување кај лица кои што биле во благ стадиум на деменција. Што значи таквото разбирање на болеста, не поставување на дијагноза во најнапреднатите стадиуми, тука малку можеме да направиме, невроните се загубени. Но ако навреме поставиме дијагноза со биомаркери, и го пресметаме индивидуалниот ризик, значи ако имам висок крвен притисок, ако имам низок степен на образование, ако не се хранам здраво, немам физичка активност, постои дебелина, живеам во средина каде што има сериозно аерозагадување, осаменоста, сето тоа во некоја блиска иднина веројатно ќе се будува и ќе се пресметува ризикот индивидуален за развој на деменција, ќе се прават индивидуални програми за превенција. Имаме гледачи, ќе им дадеме можност да ги постават своите прашања во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до докторката и до вас. Ви благодарам. Да поставам едно прашање. Секако. Ми почина сопругот и исто така да речем од деменција, но од утревента мене нозите не ми одат. Дотогаш бев многу брза, ефикасна и товар носев и се. Но штом почината од погребот негов, моите нози се изгубија во движење. И имам и страв дури да излегувам надвор од дома. Дали има некој сигнал за деменција со движењето на нозете? Тоа најмногу ме интересира. И тој почна така, да не речам, со бавно одење, со влечење на нозете, а потоа и другите симптоми. Ви благодарам. Сега тоа ве загрижува. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Пријатно. Спомнавме дека деменцијата има цел спектар на симптоми и знаци. Еден од моторните знаци, особено кај деменцијата со левиеви тела или Паркинсоновата деменција, па дури и кај Алцхаймеровата деменција, кога е во многу напреднат стадиум, знаете, таа дегенерација на нервните клетки не застанува само на делот од мозокот кој што е одговорен за меморијата. Како напредува ги зафаќа сите структури на мозокот, па меѓу другото и делот од мозокот кој што го контролира движењето. Често гледаме кај лицата во напреднат стадиум на деменција и паркинсонизам, кој што се карактеризира токму со успореност на движењата, забавено одење, вкочанатост на мускулите. Некогаш тоа е последица и од лековите кои што ги даваат колегите психијатри за да се смири изразена вознемиреност, агресивност, тоа се антипсихотиците кои како несакан ефект, некогаш се приморани да ги даваат паркинсонизам предизвикан од самите лекови. И можеби тоа е објаснување за симптомите што ги имал вашиот сопруг. Стресот од загубата, веројатно вие сте биле буквално часови покрај него со години и одеднаш куќата е празна, немате за кого да се грижите, сигурно може да влие да имате одредени потешкоти, а можеби во целата таа грижа за сопругот не сте забележале дека можеби се развива некое заболување со движењето и кај вас. Јас не би можела вака да дадам дијагноза, меѓутоа слободно дојдете на преглед, да видиме дали се работи само можеби за страв, осаменост или во основа психички потешкоти за движењето, но со оглед на тоа дека веројатно и госпоѓата е возрастна, тука треба да се постави дијагноза за што точно се работи и да се обидеме да ви помогнеме. Ајде уште еден гледач да вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Прво, ова е поздрав до докторката и до војателката. Имено имам пациент кај нас со деменција Алцхаймер. Веќе 14-15 година е, во последната фаза сега во моментот е негде веќе таа така да речеме последна фаза, имено таа веќе не подвижна, не работат екстремитетите, ниту раце, ниту нозе, не е подвижна уопште, моментално веќе очите се затварат, не ги отвара капаците, а што е најтешко, па не отвара уста, не може да се храни. Сега, моето прашање е со фамилијата, што дома го кажа тоа дека тешко е на фамилијата, што во вакви случаеви, да речеме со тие некои лекарства, бидејќи навистина 24 часа може да се каже дека таа спие повеќе од колку што е будна. Значи, зборот ми беше околу фамилијата што се грижи за нега на пациентката, што до
со тие луѓе. Ала е многу, имајте го пријатно. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Кога ние зборуваме и ги кажуваме симптомите и знаците, ретко зборуваме за тоа како изгледа последниот стадиум од болеста, но веќе почнав да зборувам за тоа дека како изумираат клетките од мозокот, полека се гасат сите функции. Се нарушува и актот на голтање, значи пациентите не знаат, забораваат како да голтнат, не се движат и точно така како што за жал слушнавме и со оглед на годините кои што пациентката ги поминала со деменции, навистина е многу тажно и многу тешко за семејството да се грижи за лицето со деменција во овој стадиум. Ние најчесто не препорачуваме нели да бидат сместени во дом лицата со деменција, затоа што познатите блиските од семејството, средината во која живеат, им годат, непознатата средина и непознати лица ги влошуваат симптомите, ги вознемируваат, меѓутоа во ваков стадиум ниту едно семејство не би требало да биде изложено на маката од самата грижа, не зборам тука за физичка мака, туку од чувството на беспомошност, како да ја нахранат, како да ја исправат пациентката, како да одржуваат хигиена во вакви услови и овој стадиум на деменција веќе бара специјализирана установа за палијативна нега и грижа. Тоа е веројатно не последен стадиум, семејството секако пожелно е да биде присутно, меѓутоа товарот од одговорност и од грижа мора да го превземат медицински професионалци кои умеат да достоинствено се грижат за последните стадиуми од болеста, затоа што секој лице и во најнапредниот стадиум на деменција има право на доволна исхрана, да не чувствува болка, да не чувствува гладежет. Ајде уште еден гледач ке слушнеме во продолжение на денешната емисија. Добар ден. Уште една можност ќе му дадеме на гледачот. Така, добар ден, повелете. Имаме ни... Добар ден. Ќе ве замолам само да го намалите тонот на телевизорот. Пред самиот крај сме на денешната емисија. Што поконцизно прашањето и во континуитет зборувајте, не прекинувајте за да може да добиете одговор. Повелете. Намалете го тонот на телевизорот. Значи, тоа е клучното нешто што треба да го направите. Значи, вака. Имам бабичка која е со Алцхаймер деменција. Така. 91 година има, меѓутоа е се уште подвижна. На прегледот докторот ни препиша за ласта и при првиот ден само што примивме за ластата, бабичката легна в кревет. Јас ги прекинав одма, затоа што јас дома нема да можам да ја чувам ако легне в кревет. Дали постапив исправно и дали има нешто друго за мене за ласта, бидејќи јас еве еден месец кај мене за ласта не давам другата терапија, цела ја давам, само за ластата пробав уште еднаш после еден ден, повторно легна, а е голема жена, тешка жена, не можам да ја, ќе треба да ја носам во дом, а е уште подвижна, јади во средна некоја, не е во последните фази, во средина е некаде. Така. Дали постапив исправно и дали да продолжам вака. Ви благодарам и вам за вклучувањето во програма. Повелете. Без разлика што не ја водам пациентката и не ги знам деталите, за ластата е антипсихотик и тукму она што веќе претходно го споменав, како несакани ефекти антипсихотиците даваат паркинсонизам. И доволно е на 91 годишна возраст и мала доза на лекот кој што е дадена, таа би се дала само доколку пациентката е сериозно вознемирена, агресивна и не може семејството да се справи и се однесува ризични за себе и во однос на другите, а не добивам печаток дека е тука таква ситуацијата и апсолутно не е лек кој што треба да се дава за деменција, освен во овие случаи во кои што реков, и терапијата треба да трае многу кратко, само тогаш кога мора додека се отстрани причината што довела до таа вознемиреност. Според мене правилно сте направила, затоа што еве без разлика на вашите познавања, тој лек најверојатно предпоставувам предизвикал благ Паркинсон
Паркинсонизам, што отежнало да се движи пациентката и ја врзува за постела, што сега ќе донесе нови ризици, уринарна инфекција, аспирација на храна или ќе влоши целокупната незина состојба. Но секако, затоа што не ја водам пациентката, би ве советувала да се консултирате со соматичниот лекар, да побарате консултација со невролог, психијатар, како понатаму, и добро е што велите дека може се уште во домот и се препорачува подолго да биде во сопствениот дом, во позната средина, затоа што тоа дава сигурност. Знаете, кога не знаете кој ден и каде се наоѓате, познатите предмети во домот носат топлина, сигурност, припадност во една средина и доколку ја сместите во дом, секако тоа ќе се влоши, освен во оние терминални стадиуми, но за жал морам да кажам дека недоволно се капацитетите за сместување во земјата, особено државните капацитети, каде што треба лицата да имаат соодветна медицинска професионална нега и грижа. Докторке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Јас ви амбуланта. благодарам на поканата, ми беше задоволство, Марија. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.